Благодарам. Почитувани пратеници, почитувана македонска јавност, денес пред нас е дополнетиот предлог на закон за вршење на сметководствени работи. Пред да почнам да зборувам околу законот, морам да констатирам дека на ова не и треба блокада. Тие сами се блокирани од кога е формирана оваа влада. Сами го блокираат работењето на собранието, затоа што не се способни да обезбедат овластени представници за точките кои се на дневен ред на оваа седница. Па целата македонска јавност Представникот е тука. е сведок дека ова Немојте да говорите собрание... невистина. Представникот по точката е тука, изборите по точката. Доколку имате некоја процедурална забелешка, ќе ве молам после моето излагање не да ми упаѓате во збор. Не смеете да ми упаѓате во збор. Смеем ја секогаш да упаѓам во збор кога не зборите вистина. Ве молам времето да ми се врати, не смеете да ми упаѓате во збор и ќе ве молам да не го правите тоа, па да продолжам со моето излагање. Па така целата македонска јавност, ево и сега е сведок дека ова собрание е претворено во една томбола во која председателот на собранието продолжува да го крши деловникот и уставот како ќе посака и така ќе си излече бројка, а бројките си ги излекува како ќе посака со цел полесно да добие бинго, односно да ги помине тоа без дискусија. Но тука сме ние пратениците од опозицијата, кои патем бевме затворени во оваа сала, по желба на председателот на собранието, надвор од сите правила, прописи, деловник и устав. Не знам кој му дава за право да одлучува пратеници во салата да не можат да излезат или тие што сакале да излезат или да влезат тие што сакале да влезат во салата. Не знам каде го пишува тоа и од каде ви произлегува таквото право. Ние сме избрани од народот да зборуваме и да вадиме на виделина сите криминали на оваа власт во која сте и вие дел. Па дали ви се допаѓало тоа или не, ние ќе зборуваме и ќе ги кажуваме јавно сите криминали што ги прави оваа власт. Но да се вратиме на законот. Закон со кој се уредуваат условите за вршење на сметководствени работи, субјектите кои вршат сметководствени работи, условите за стекнување на статус на сметководител и овластен сметководител, организација и работење на Институтот за сметководители и овластени сметководители на Република Македонија, основањето и надлежностите на Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Македонија, како и други прашања кои се однесуваат на вршењето на сметководствените работи. Овој е еден од законите кои немаат ништо со усогласување со регулативите на Европската Унија, но упорно се турка на сила, му се закачува европско знаменце и така се злоупотребува целата постапка за носење на закони по желба на власта. За тоа дека е така, и самото Министерство за финансии во изјавата за усогласеност на прописот со законодавството на Европската Унија со кореспондентната табела јасно навеле самите дека се врши делумна усогласеност, што значи дека пронашле некоја запирка во законот, па таа запирка сега со европско знаменце ние ја осогласуваме тука, затоа што се друго во држава усогласивме ние според европските принципи, па уште ова остана да се усогласи. Како причини за и така делумната усогласеност навеле дека дел од одредбите со директивата се веќе усогласени со постоечкиот закон за сметководствени работи, дел од одредбите се усогласени со законот за услуги, а дел од одредбите на директивата се однесуваат за земјите членки на Европската Унија и за Европската комисија. Понатака, рокот во кој е предвидено постигнување на потполна усогласеност на предлогот на прописот за правото на Европската Унија е наведено дека потполна усогласеност ќе се постигне согласно рокот
кој ќе се утврди во текот на пристапните преговори со Европската Унија. Што значи дека ние имаме доволно време, дури да се случат тие преговори, да се седне со сметководителите и да се прифатат нивните забелешки и да се преточат во овој закон и така да донесеме еден вистински закон за оваа дејност. Нема потреба од насилно носење на овој закон, затоа што додека е ова криминална влада, нема да ги започнеме пристапните преговори, затоа што Европската Унија не преговара со криминалци и не сака да прими во своето друштво такви луѓе и такви земји во кои што владее криминалот и корупцијата. До сега, според претходниот премиер, што сега го снема и никој не го спомнува, добивме 5 или 6 пати датум за почеток на тие пристапни преговори, но од датумот од претходниот премиер остана само сликата во авионот со палците и широките насмевки, кога за прв пат, тогаш го добивме датумот и од тогаш се редеа уште неколку пати такви неуспешни датуми. Ништо подобро гледаме дека не е ниту актуелниот премиер кој продолжува по стапките на претходниот, па така си носи закони на сила само за нив да им одговара, а не тие закони да служат за подобрување на условите за работа на сметководителите или за тие што се носат. За ова законско решение сметководителите поднесоа и барање за повлекување на овој закон, бидејќи како што самите кажуваат дека е штетен и нема ништо европско во него. Овој закон и според нив, освен целосна окупација и злоупотреба на сметководителите, нема никакво усогласување со европските директиви и бараат од пратениците да ги тргнат настрана личните интереси и партиските интереси и да гласаат против законот за вршење на сметководствени работи, па еве добра шанса на колегите од владеачкото мнозинство да ги послушаат нивните барања и да не го поддржат овој закон, затоа што и Комората на сметководители понатака се оградува од овој предлог на закон за вршење на сметководствени работи и бара истиот да биде повлечен. Според Комората, предлог законот е со европско знаменце под изговор дека се усогласува со ЕУ директивите, но наместо тоа и олеснување на работата на сметководителите предвидува дополнителни трошоци, обврски и контроли за нив. Па еве, ќе ве прашам што тие за кои се носи овој закон се незадоволни од носењето на истиот и посебно ваков каков што е предложен, за кого го носите законот и зошто на сила го носите овој закон. Од овде доаѓаме до заклучок дека со овој предлог на закон ќе им се возможи единствено за гарантиран на правните лица, а вие ги знаете тие правни лица кои се, регистрирани за советување и едукација, кои многу лесно понатака ќе добијат монополска положба, без при тоа да ги имаат во предвид барањата и потребите на самите сметководители и овластени сметководители. Што значи и овој закон, како и сите закони што служат за остварување на нечив потесен личен интерес, се туркаат на сила во ова собрание, без водење сметка на сите за кои се носи тој закон и за сферата од општеството за кој се носи тој закон. Понатака во ова законско решение е предвидено надзорот на спроведување на одредбите од Законот за вршење на сметководствени работи, кој во моментов го врши Министерството за финансии. Со новиот закон се предлага формирање на нов институт, Совет за унапредување и надзор над сметководствената професија. Најспорно е во тоа што во членот, во точката 2 или член 5 став 1, гласи дека се иницира контрола на трговци поединци, сметководители, овластени сметководители и друштва за вршење сметководствени работи до Институтот за сметководители и овластени сметководители. Дополнително во точка 7 од истиот член се предвидува Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија
по потреба да учествува во постапките за контролирање на друштвата за вршење на сметководствени работи и трговец по един сметководител, односно овластен сметководител. Со ова станува јасно дека оваа Игор влада Здравковски, Има збор Игор Здравковски. оваа сфера да оствари контрола и да Игор го земе Здравковски. Игор Здравковски. честна работа, го работат и го заработуваат. Ви благодарам.